На 21 септември мировни активисти, професори при Средното општинско училиште гимназија Кочо Рацин, потоа заедно со своите ученици ја реализира четвртата парада на мирот и на тој начин го одбележаа меѓународниот ден на мирот. За самиот настан, но и малку поопширно на оваа тема, ова утро ќе поразговараме со професор Мимоза Костоска и професор Драгана Тевчева. Добро утро и добре ни дојдовте за прв пат во утринската програма на КАЕД. Добро утро. Така. Пред да проговориме за тоа како се одбележа самиот ден, ќе може ли малку прво да ги запознаеме нашите гледачи во чија организација овој настан, од кога се одбележува меѓународниот ден на мирот? Пред се да изразиме благодарност за денешно учество наше во вашата емисија, а инаку од самите почетоци на нашето учество во првата светска детска амбасада Медјаши од Скопје, нашата гимназија зема активно учество со неколку мина од нашите колеги мировни активисти во почетокот, чија бројка денеска достигнува околу 20. Значи, мировното образование како сегмент во Медјаши постои веќе од 2011 година, а ние сме вклучени веднаш после 2 години, значи четврта година веќе сме членови на Медјаши како мировно образование од гимназија Кочо Рацин Велес и мислам дека нашето учество треба да направи нешто што се подразбира како разбудување на свеста што е мирот и мирот е секој чекор. Како слоган оди оваа година мирот е секој чекор и како кампања спроведена исто така од Медјаши во цела Македонија, во која што учествуваат повеќе градови и повеќе средни училишта. Мировното образование како процес ќе трае. Ние го започнавме, сега сме веќе во фаза на реализација, на подготовка, на воведување на некои наши идеи, меѓутоа како тоа сето ќе се одвива, понатаму ќе дојдеме и до тоа. Така, како дојде до тоа да станете дел од мировното образование? Па исто сметам дека наша голема желба беше тоа, меѓутоа бевме избрани на некој начин кој што тоа го прават само Медјаши и на наша огромна благодарност и задоволство во сите работилници и треници кои што сме вклучени, искажавме огромна благодарност до Медјаши за сето тоа. Не сме само ние во Медјаши и во мировното образование, од Македонија вклучени се средните училишта од Скопје, од Гостивар, Дебар, Велес и Виница. Ја споменавте кампањата Мирот е секој чекор. Од кога започна оваа кампања, до кога ќе трае и која е целта? Кампањата официјално започна на 27 септември. Така. Ќе трае точно еден месец до 27 октомври. Првата и да кажам најбитна нејзина улога е тоа да покрај учениците и наставниците се запознаат со активностите на активистите од мировно образование, да се запозна и пошироката јавност. Така. Значи, сето тоа да се покрие некако медиумски започна. Тоа баш ударно низ цела Македонија, во Скопје на не знам точно колку локации на билборди се поставени пораки кои го промовираат мирот. Јас забележав неколку на автопат од Велес Скопје, значи насекаде каде што може да се движат луѓето, каде што се фреквентни места, веќе ги има тие нешта и така полека навлегува ова мировно образование и помеѓу сите нас. Така, какви се активности ќе бидат дел од оваа кампања? Значи, уште од самите почетоци имавме идеја во која што не бевме ни свесни колку може да е значајна. Мирот не е само отсуство на војна. Значи, мирот е нешто што е еден процес кој што трае, а многу од нас не ни знаат што е мир. Кога ќе кажете и прашајте било кој, кажете дефиниција за мир, мисля дека е многу лесно. Так, и веднаш, па мир е, так. нели? Мир е и тука се запира. Точно ради тоа сметаме дека нешто што е отсуство на војна, а живееме во едно многу турбулентно време, во кое што насилството на жалост владее, а особено кај младите, а ние сме постојано во контакт со младите. Точно поради тоа сметаме дека е многу важно мирот како образование, мирот како процес кој што треба да се вклучи во образованието, треба да го поттикнеме уште кај малата возраст на нашите деца, да доаѓа тоа до израз во поголемите возрасти на децата и тоа да се негува. Значи да се искорени насилството не може.
постоело, постои, на жалост и ќе постои, меѓутоа сепак да се намали, разрешават тие конфликти на мирен начин е многу важно. Не е важно само ради спокојот на некои, него на спокојот, туку за спокојот на сите. Како на младата популација, така и на возрастните. Ако го воспитуваме нашето дете уште мало, што значи мир, како да се однесува во околината во која што живее, на кој начин да ги разрешува насилните постапки на своите другарчиња, тоа ќе продолжи така и понатаму и тоа ќе се негува и ќе доаѓа до израз. Токму сметавме дека тоа е потребата да се навлезе подлабоко и суштински во процесот на мир, создавање свест за мир од најмала возраст до поголема. И оваа парада што ја организиравме оваа година, за разлика од претходните паради каде што ни беше цел само да биде парада ради тоа што сме учесници во Медјаши, оваа година добина значење во тоа што и најмалите учесници беа од градинките, па толку тоа го збогати нашата парада и целиот тој настан што се случи, сепак сме навистина многу задоволни од Ќе споменеме нешто подоцна повеќе за парадата, ќе погледнеме и фотографии. Сега да кажеме кои се вклучени во оваа кампања, дали освен училишта постојат и други институции, како оди постапката за да некој воопшто биде вклучен во кампањата? Ова е прашање кое што одговорните во Медјаши постојано го одговараат и на нивна голема среќа и благодарност од сите кои што досега сме вклучени, меѓутоа нема некоја посебна постапка, тоа оди едноставно на оној начин кога што било кој од заинтересираните изрази желба, може да контактира во Медјаши и доаѓа до сознанија како и што треба да се направи. Не е некоја посебна процедура, меѓутоа сепак во Медјаши имаат начин кого и како да го изберат и тоа доаѓа на тој начин што сепак луѓето кои што се вклучени таму си ја познаваат многу добро работата. Тоа се мировни активисти кои што го работат ова долго време. За среќа наша и ние сме дел од нив и навистина сме благодарни на сето тоа. Неколку пати може ќе повторам, меѓутоа тоа значи нешто. Тренинзите што ги организираат во Медјаши се една активност по која што сите ние од кои ќе се вратиме оттаму чувствуваме дека сме нешто повеќе и нешто друго. А тоа е многу важно. И професорите, учениците присуствуваат на тие? За сега само професорите се вклучени. Имаме и од други институции вклучени, и од полиција, имаме и од градинките, имаме вклучени. Значи не се само образовните... Не се само од средните училишта, значи, ние на ниво на средни училишта разговараме, меѓутоа има и од другите институции, а за нашава кампања сега се вклучени и медиумите, сите медиуми ова го протежираат, ова го популаризираат. Навистина мислам дека нашето население уште не знае што значи сето ова. Првата парада кога ја направивме беше што се случува, гимназијалците нешто прават и беше интересно, прашуваа луѓето, ние одговаравме и нешто научија. Втората година, еве повторно нешто се случува, веќе као некој нешто знае. Третата година исто така, а веќе четвртава година и родителите ни се придружија и беше навистина поинаку. Така, значи споменавте дека ја реализирате оваа парада на мирот 4 години во Велес, значи на кој начин се прави тоа, во кој период, секогаш е на 21 септември претпоставувам. Дали се внесуваат новини од година во година? Нормално да. Да објасниме како изгледа тој ден кога се одржува. Подготовките за парадата започнуваат уште на овак почетокот на учебната година, уште на првиот работен ден. Секој дете кој што сака... Се извинувам што прекинуваме фотографиите, можеме да ги погледнеме? Секој ученик кој што сака да се вклучи активно во изработка на паролиеве, транспаренти, годинава изработивме едно многу големо и убаво знаме кое носи една многу убава порака испишана на него. Тоа е мисла на мајка Тереза. Мирот започнува со оваква насмевка. И покрај сега парадата на истиот ден се избира и најдобра литературна творба, најдобра ликовна творба. Не е дека само парадата се случува кога се одбележува меѓународниот ден на мирот, него пред тоа се организираат и литературни конкурси и ликовни конкурси, па као мини работилници ги водиме часовите кога се изработуваат паролите, кога се изработува знамето. Имаме едно многу добро видео, него забравивме да ви го донесеме од моментите додека се правеше знамето.
Значи не е само 21 септември, вие ова го правите, можеме да кажеме, цел месец оглед на тоа дека се Па да, и подготвувате цела за година конкурс. понатаму, да. затоа што овакви работилници продолжуваме да правиме со учениците во текот на целата година. Така. Што беше новина оваа година покрај тоа што беа вклучени и најмладите од градинките? Оваа година за прв пат организираа колешките кои што се исто мировни активистки, Магдалена Сарагинова и Елеонора Игновска, исто учеснички во мировно образование, ликовен конкурс. Така. За исто темата Мирот е секој чекор. Од сите средни училишта и основните училишта имаше конкурс распишано и награди имаа децата добиено. Први 3 награди, прво, второ и трето место за средно образование и за осмолетките, така да беше за прв пат тоа воведено оваа година. И секоја година уште по нешто и нешто ново се додава и се проширува. Реков, ги вклучивме најмалите, но еве сега на некој начин преку конкурсот и осмолетките дознаа нешто, барем на инспиративен начин тоа да го доживеат Мирот е секој чекор. Така, споминавте дека и родителите се вклучени во оваа акција, на кој начин тие? Да ви кажеме искрено, ние не ни очекувавме дека може родители да дојдат. Меѓутоа бевме изненадени во нашиот двор кога видовме и родители дека ние направивме обид да биде тоа широко, да биде за цело население колку е тоа можно. Меѓутоа можеби и терминот не одговара. Точно напладне беше тоа за секој родител да може, меѓутоа сите тие што можеа беа присутни. Така. Како мислите да се вклучи мировното образование во наставата? Ова е процес кој што трае од 2013 година наваму. Ние се обидуваме како еден сегмент во нашето образование тоа да биде преку проектните активности. Значи, мировното образование во соработка со Министерството за образование и наука, како и со Бирото за развој и образование, имаме желба голема, имаме големи можности, имаме идеја како тоа да биде реализирано, имаме понудено и наши сугестии за сето тоа. Сепак, во планот на Министерството за образование и наука од 2016 до 2020 година, што е влезен овие денови, мислам дека веќе е вклучено и мировното образование како некој предмет или проектна активност кој што треба да биде веќе во рамките на образованието. Точно како тоа ќе се реализира, има можности тоа да се дознае, исто како што може би и во другите земји тоа е спроведено. Да ја спомнам еве Хрватска, например, како што го има мировен одгој преку нивните часови од мала возраст до големата возраст на децата. Во другите земји во светот, во Америка, во Соединетите Американски држави, исто така е спроведено мировното образование. Во Јапонија постои мировно образование, а во нашата земја има многу магистерски студии што се работат на таа тема. Во секој случај ќе биде корисно, ќе биде значајно и важно како процес и како предмет да се воведе во нашето образование, во кој сегмент и како имаме ние веќе наше министерство, со нив на тоа ќе се дискутира и ќе се дојде до точни сознанија и начин како тоа да се спроведе. Така. Иако немаме класичен предмет мировно образование или класична проектна активност мировно образование, сепак ние свесно или несвесно понекогаш го имплементираме во целиот наставен процес. Затоа што ова не е класично учење, тоа е вредносно образование, нели? Многу често, нели, несвесно, секој од нас тоа го работи. Ги учи децата да, нели, како да се справуваат со некакви конфликтни ситуации, како да не дојде прво до нив, потоа како да се справуваат со нив. Ги учиме да не дискриминираат, ги учиме да бидат многу потолерантни, многу јасно, нели, не можеме се уште не сме изнашле начин како тоа директно да го правиме, но секој од нас тоа го прави. Така да целиот овој процес е многу одамна вклучен во образованието, само што треба многу помасовно сега тоа да се прави. Да. Така. Од ваша гледна точка како професор, еве, зошто е важно воопшто мировното образование? Јас спомнав и претходно, меѓутоа и сега ќе напомнам, кога мирот значи отсуство на војна, многу е важно да се разбуди свеста кај малите, кај децата, како да
дојдат до сознание дека навистина мирот е важен и мирот е секој чекор. Не е само случајно, не е само денес и не е само кај нас. Нашата гимназија моментално е вброена во една од тие гимназии кои што има мултикултурни ученици, значи од повеќе националности. И сите ученици се тука, постојано, заедно. И меѓу ученици од една етничка припадност може да се случи конфликт, а камоли пак кога се работи за повеќе етникуми на едно место. Имајќи го предвид сето ова, а имавме многу примери во нашата земја како се случуваа несакани ситуации, многу насилни моменти меѓу децата посебно. Има причини за сето тоа. Ние нели живееме во една ситуација, во едно општество, на еден крстопат каде што секогаш нешто се случува. Да го речам, буре барут е премногу силно, меѓутоа точно така. И таа слика, тоа отсликување на нашиот живот, живење, во кој што младите се битни сегменти, битни фактори, носители на нашата иднина пред се, ако не ги образуваме и ако не ги воспитаме дека мирот треба да се цени, мирот е на вистина секој чекор. Мирот е нешто што е повеќе од мир, кога нашите млади личности тоа ќе го осознаат, со тоа нешто ќе може да се носат, да го спроведуваат, да живеат во секојдневието со сето тоа и да знаат како да реагираат на насилни ситуации. Кога ќе знаат како да одговорат на конфликтни моменти, тогаш веќе ќе мислиме и ќе знаеме и ќе бидеме сигурни дека сме ја постигнале целта. Се до тогаш ќе градиме ние мир. Го градиме мирот и постојано, како што спомна и колешката Тевчева. Не е тоа дека не се работи на тоа. Преку мир, толеранција и заштита, една проектна активност што имаме во нашата гимназија, тоа се спомнува, има и посебна методска наставна единица. Меѓутоа, тоа е тогаш, а нашите ученици знаете, тогаш се знаат што значи додека да заврши часот, а потоа од 30 деца можеби на 5 деца тоа ќе остане за секогаш, но другите не им значи многу, третите да не компарирам, мислам, јасно е дека секој од свој аспект поаѓајќи ќе дојде до тоа сознание дека кога ќе се најде во таква конфликтна некоја ситуација, тогаш ќе знае како да реагира можеби. И ќе се сети на тоа нешто што значи што беше тоа, мирот е секој чекор. Аха, сега ми е јасно. Значи, реков како и на големиот мислител Ганди, да ја спомнаа сега неговата мисла, if we are to build peace in the world, we must start with our children. Значи, ако сакаме да го градиме мирот во светот, мора да почнеме од нашите деца. Така. Кој е вашето мислење на оваа тема, зошто воопшто е важно мировното образование? Па само би го проширила малку мојот на тоа што го почнав пред малку, пак ќе потенцирам дека тоа е образование за вредности. Малку излегуваат од контрола работите, нели како одминуваат годините на сите овие теми и по сите овие прашања. И ако тој систем на вредности, тој склоп на вредности не е присутен во секоја личност, тогаш каде би отишол светот? Баш поради тоа мора. Кои ќе бидат бенефитите од оваа проектна активност доколку истата биде одобрена од страна на Министерството за образование и наука и Бирото за развој во образованието? Од наше лично искуство и сознание што го имаме досега, знаеме дека можеби во почетокот кога ќе се имплементира, ако се имплементира, нели, целта ни е да се имплементира овој предмет или оваа проектна активност, можеби ќе има отпор не од учениците, туку од родителите. Па знаете, леле, уште еден предмет ли децава треба сега да учат? Малку ли се оптеретени? Нормално реакцијата ќе постои, а можеби и не, меѓутоа наше сознание е дека можеби ќе постои. Сепак, мислам дека ќе имаме деца кои што ќе го прифатат ова како предизвик можеби, а можеби ќе придонесат и самите со нивните размислувања. Имаме ние многу прекрасни ученици кои што имаат доволно развиена свест ова и нешто да го изразат на свој начин. И тоа го прават, нели, на секој на свој начин, со нивните идеи, со нивните пристапи, со нивните можности и начини. Меѓутоа, реков, ако Министерството за образование ова го овозможи, тогаш е лесно како тоа ќе се имплементира.
од наша страна. Да. Реков, може би единствено јас од моите сознанија, мислам дека само може би од родителите ќе наидеме на некој отпор, може би и не. Ако секој родител размислиш мирот што значи и колку е важно да се живее во мир, како што е навистина важно, нели, нема да имаме проблем. Така, и верувам дека нема да биде еден од оние предмети кои учениците дели поинаква е наставата, сепак се работи за нешто со кое секојдневно се соочуваме, не е нешто што ќе го научиме, па подоцна ќе го заборавиме и нема да ни користи во животот. Тргнувајќи од нас, значи какви сме ние, колку многу сме преобразени после секој 5-6 дневен тренинг, да, колку сме духовно побогати и поголеми, и плюс уште една работа дека сега тоа не е нели класичен начин на учење. Тоа е многу релаксирана работна атмосфера која те тера пред се да размислуваш. Те тера да бидеш многу покреативен од тоа што си бил до пред не знам колку време. Нема да направи да се јави толку голем отпор нели помеѓу учениците. Мислам дека нема ни никаков да има, единствено е тоа што кажа нели колешката дека можеби родителите, но со тек на време сите ќе сватат и разберат колку е ова потребно. Свати како некое растаратувањето од оние потешки предмети, ако можеме така да ги кажеме. Бидејќи верувам дека на тие часови учениците ќе имаат можности самите да се произнесат, да дадат мислење, да се вклучат, да биде интерактивна настава. Точно така. И не само во полето на изразувањето на своите мисловни процеси, кои што нашите ученици знаат тоа на прекрасен начин да го изразат, исто така и преку нивните креативности изразени во ликовно, на часовите по ликовно образование, на часовите по креативност, ќе дојде до израз нивната навистина креативност во секој поглед. За се она што се децата талентирани, ќе можат да го прикажат тука. Овдека е широк диапазонот. А овдека е полето огромно. Значи мирот е секој чекор, само ако тој слоган го имаме, многу може да се постигне, а имаме ние и многу други слогани, многу други поговорки околу тоа, така да има време за се и можеби во некои други наврати и точно и за тоа и ќе зборуваме. Така. Дали учениците ја прифаќаат ангажираноста во мировното образование? Со сето срце. Да, нема дете кој до сега одбило да учествува во било која активност, дури и има некој надпревар меѓу нив кој да биде прв, кој да направи нели нешто повеќе. Сега за сега толку се начините како ние да делуваме сега. Јас имам малку помало искуство од нели колешката, затоа што само еден оној што е базичен тренинг поминав, нели на оние другите се учи и како се тоа да се имплементира во целокупната настава, така да од ова што сега го гледам и сум задоволна, се надам дека после оној тренинг кога би научила многу, нели повеќе ќе бидам и презадоволна од учеството на сите ученици. Јас би надодала овде и тоа дека учениците кои што се вклучени во мировното образование се чувствуваат како привилегирани, како одбрани. Бидејќи секој као не може да учествува во тоа, а ќе спомнам бидејќи каже и колешката Драгана дека во почетокот, бидејќи е само базичен тренинг она помината, во почетокот ние кога почнавме, учениците не знаеа што е тоа. А што ќе правиме сега? А што е тоа? Што е тоа мировно образование? Разбирате, на вистина сакаа да дознаат преку нашите работилници, правевме ние тренинзи со нив, работилници, цртачка битка имавме, например. Сите наши работилници ги правиме заедно со албанската етничка група и со нашата македонска и со ако имаме од другите националности исто така, ги делиме децата и заедно се на исто место и работат поделени во групи, значи сето тоа е интерактивно, воопшто не личи на класичен час. Значи воопшто не личи. Прво од самиот изглед на училницата не е така. Потоа со она што го работат не е така. Многу од учениците и не знаат тоа како изгледа, не знаеја всушност на почетоците како изгледа, веќе денес е подруго. За несреќа или за среќа, веќе една цела генерација, 4-та година си отидоа овие сега што завршија. Сега имаме прва година што треба дополнително да ги вклучиме, така да овие што се трета и втора, некои од нив знаат, така да сето тоа се продолжува од генерација во генерација и едни со други се упатуваат и веќе знаат и истите ученици што се случува, меѓутоа се уште не е тоа доволно, бидејќи ја градиме
секојдневно, постојано свеста за мирот. Така. Тоа не може да се случи во никој случај веднаш. Јас исто кога почнав како член таму, мислев готово ова еден тренинг и готово завршивме со работата, не е така. Значи не е така. Многу треба работа, многу треба други сознанија и навистина ангажирање, ама ние задоволство. А во однос на вклученоста на учениците, тоа е кој сака да се вклучи може или постои некој? Да, постои желба, ако постои желба, ако постои интерес, идеја, нема проблем. Никакви критериуми. Без критериуми е исто како и нас што не бираат таму во Меѓаши, исто и ние така и учениците си ги бираме, само желба да постои, интерес, нели, пред се интерес за тоа што го прават и да бидат она што се. Не бараме ништо повеќе од учениците. Така. И за професорите важи истото така, на своја волја кој сака може да... Да. Така. Јас пред да ви се заблагодарам за гостувањето денес, би ве запрашала дали имате некоја порака до нашите гледачи, до учениците за се она за што разговаравме денес. Па јас би рекла дека едноставно ова беше и начин и можност да се запознае нашето население повеќе што е тоа мировно образование, дека нешто околу тоа се случува, дека на тоа се работи како процес, како вклучување на мировното образование во образованието. И навистина ќе бидам среќна ако од овој наш разговор денеска нашите луѓе овдека разберат што е сето тоа, а ако не им е јасно, може да се обратат кај нас, ќе им објасним уште поубаво. Така. Вашата порака? Јас би рекла само нешто кратко, служите му на мирот, ништо повеќе. Така. Јас ви благодарам многу на гостувањето, навистина имавме убава тема, имате напредок досега во она што го работите. Се надевам дека следниот пат кога ќе ви имаме овде во студио ќе разговараме за уште многу проекти, за уште многу успеси во она што го работите. Се надевам. Благодариме ние. Благодарим.